Нова издание. Делта, високо заразната варијанта на коронавирусот, станува доминантна во светот. Флорида преплавена со питони. Масовна акција за намалување на нивниот број. Нова технологија. Пријателски робот им помага на децата да се опуштат кога одат на стоматолог. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Повеќе држави веќе воведоа рестрикции за патниците кои доаѓаат од Обединетото кралство поради загриженоста за новата делта варијанта на коронавирусот. Научниците велат дека таа сега сочинува над 95% од новите случаи. Од Лондон јавува Хенри Риджвел. Стадионот Вембли беше домаќин на победата на Британија врз Германија на Европското првенство во фудбал. На Вембли треба да се игра и полуфиналето и финалето, но Европската унија бара преместување на надпреварите. Ке има многу публика и идејата од полн стадион во моментов е загрижувачка поради варијацијата Делта. Загриженоста е реална, откако Шкотска објави дека речиси 2000 нови инфекции се поврзани со фудбалските навивачи кои патувале во Лондон на 18 јуни. За сега европските држави воведоа различни ограничувања за патување од Британија. Германија повика на ограничувања од сите во Европската унија. Без целосно завршена програма за вакцинација, тие ќе имаат зголемен број на заразени од варијантата Делта. Тие сега купуваат време. Но популарните дестинации за одмор како Шпанија и Грција се противат на притисокот за понатамошни ограничувања. Тие се очени за успешна туристичка сезона по катастрофалната 2020. Хонг Конг ги забрани сите патнички летови од Британија. Овие туристи се меѓу последните кои што ќе успеат да се качат на авион. Првичниот план за враќање дома од Британија му беше 7 јули, но страв ми беше дека нема да можам да се вратам тогаш. Одлучив да ја сменам картата. Научниците веруваат дека варијацијата Делта дошла во Британија од Индија, каде најпрво била откриена на крајот од 2020. Критичарите велат дека британската влада реагирала премногу бавно во воведување ограничувања за патување од Индија, иако Британија негира. Сепак, хоспитализацијата се очекува да остане на ниско ниво, велат некои експерти. За сега нема причина за загриженост. Тоа се должи најмногу затоа што вакцините против коронавирус најверојатно се ефикасни против новата варијација Делта, речиси 2/3 од возрастната популација во Британија веќе примила 2 дози. Британија го вакцинира населението со милиони дози од вакцината AstraZeneca, но таа се уште не е одобрена во САД, при што се компликуваат напорите за отварање на така наречениот патувачки коридор меѓу двете земји. Британија планира да ги укине сите домашни ограничувања на 19 јули, но други држави ги зајакнуваат ограничувањата за патување од Британија во обид да се купи време во трката меѓу варијацијата Делта и вакцините. Флорида најави засилена акција за справување со пренаселеноста со питони во националниот парк Евергледс. Целта е да се заштити остатокот од живиот свет. Националниот парк Евергледс во Флорида е погоден за бурмански питони. Тие не потекнуваат од Јужна Флорида и имаат малку непријатели. Овие змии може да бидат долги до 5 метри и го повредуваат креткиот екосистем во паркот, преку ловење птици, цицачи, дури алигатори. Токму затоа на почетокот на јуни, гувернерот на Флорида Рон Де Сантис најави програма за отстранување на питоните, која ќе трае 10 дена. За жал, тие беа донесени во доцните 1980-ти, најмногу преку трговија со домашни миленици. Добрата работа во овој предизвик е што и излезе на површината пораката за овие инвазивни видови и нивното влијание. Помага да се вклучи јавноста во решавање на проблемот преку барање на питоните. Мора да имаме повеќестран пристап. Женка питон положува околу 50 до 100 јајца еднаш годишно и нивниот број драстично расте во изминативе 2 децении. Од 2000-та година, американските служби за риба и животински свет отстранија преку 13.000 питони. Но станува многу тешко да се контролира бројот на змии.
Токму поради тоа во 2013 година властите на Флорида организираат така наречени питон предизвици, односно надпревари меѓу локалните жители во пронаоѓање на овие змии. It was done roughly every 3 years, 2016. Програмата се спроведуваше на секои 3 години, 2016, 2019, но во 2020 нашиот гувернер одлучи таа да се организира годишно. Како резултат на нашите напори во 2020 имавме рекорден број отстранети питони. Луѓе од цел свет доаѓаат да се приклучат во акцијата. Преку 550 квадратни километри во Националниот парк Евергледс сега се претворени во површина за лов, не само за професионални ловци, туку и за почетници. Главните услови се секој да биде официјално регистриран, да биде запознаен со сите безбедносни мерки и да сака да му помогне на животинскиот свет во Националниот парк. Ловците исто така смеат да користат само воздушна пушка, бидејќи е забрането да се отстрануваат живи змии. So this year we're doing cash prizes. Оваа година нудиме парични награди за оној што ќе фати најмногу и најдолги питони. Има 2 категории – почетничка и професионална. Наградата за најдолгиот питон ќе изнесува $2500, исто колку и за најмногу отстранети питони. Второто место во двете категории е $750. Кожата на питоните може да се продаде или искористи за текстил, дури и за накит. Не се препорачува да се јаде месо од питон. Змиското месо во Евергледс содржи високо ниво на жива. Одењето на стоматолог може да биде навистина стресно, особено за децата. Една технолошка компанија се надева дека ќе успее да го промени тоа со нивниот пријателски робот наречен Робин. Одењето на забар може да биде стресно, особено за децата, но една технолошка компанија се надева дека ќе го промени тоа со новиот пријателски робот наречен Робин. Hi, my name is Robin the Robot. Робин ги поздравува децата по име кога влегуваат во фоајето и разговара на весел тон за да ги смири. Робин се наоѓа во 3 канцеларии на стоматолози и 4 болници во областа на Лос Анџелес, вклучувајќи ја и детската болница Укла Мател. Кога го доведовме Робин, сите бевме возбудени иако сме возрастни. Со него децата полесно ја прифаќаат посетата кај стоматолог. Робин е опремен со 4 ултразвучни сензори за близина и сензори за допир, што му овозможува да разбере дали детето го прегрнува, додека вештачката интелигенција ги толкува лицата на децата кога тие се насмевнуваат или се намуртени. Тој ќе го скрши мразот на почеток. Ќе рече, немојте да бидете нервозни, се ќе биде во ред. И тогаш ќе пушти музика или ќе им прикаже на децата како да ги мијат забите и што да очекуваат од денешната посета. Покрај англискиот, Робин зборува шпански и ерменски, јазикот на неговите основачи. Роботот е полуавтономен, што значи дека може да има случаи кога овластен психолог зборува преку Робин за да обезбеди прилагодена социјална и емоционална поддршка. Експер, компанијата што стои зад Робин, соработуваше со детската болница Укла Мател, која спроведува студија за проценка на тоа како оваа технологија им помага на децата и родителите со стресот кога ќе бидат хоспитализирани. Во иднина, експер вели дека Робин ќе има повеќе сензори опремени за работа и со возрастни. Замислите ќе може да ви измери крвен притисок, температура, ЕКГ. Кон тоа работиме. Но за сега тие се фокусирани само на децата. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!